Имаме вистински соговорник во студиото на Телма, па затоа ние нашата утринска тема ја нарековме Великден ја празнува и слави победата на животот. А во нашето студио е професор доктор Илче Мицевски Игнат, кој е професор на Богословскиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Добро утро. Ви благодарам за отстапеното време и за можноста да дознаеме можеби некои работи кои што сме ги подзаборавиле или не сме ги знаеле. Започнуваме со она. Какво е значењето на Великден? Значењето на Великден е од огромно значење за нас христијаните, бидејќи е најголемиот христијански празник и првиот празник кој што христијаните го празнувале во првите 3 векови па се до ден денес. Зошто Великден е толку значаен за нас? Најпрво, бидејќи Христос воскресна од мртвите. Самиот живот ја победува смртта и ја донесува таа победа на животот и воскреснува од мртвите. Првата и најважна тема на проповета на апостолите било Христовото воскресение. И затоа тоа значење е доста добро нагласено во првото послание до Коринтијаните на светиот апостол Павле, кој што им пишува на нив дека ако Христос не воскреснеше, залудна ќе беше проповета на апостолите и залудна ќе беше и нашата вера. Ако Христос не воскреснеше, немаше да има вознесение, Светиот Дух немаше да се симне врз апостолите, немаше да постои црква и немаше да постои христијанството. Воскресението Христово е, како што спомнав, најголемиот празник и го празнуваме како празник на светлината, на животот, на радоста, на победата на животот, на смртта, помирувањето помеѓу небото и земјата. Така. Од секогаш ли се празнува вака на овој начин? Како одат тие? Знаете ли тие работи како се празнувало? Секогаш вака пред црква се собирал народ и така натаму со сите тие нешта пред црквата и во црквата? Да, како и секој празник, така и Христовото воскресение се празнува со христијанско собрание во храмот. И се разбира со служување на светата литургија, каде што сите христијани, се разбира препораката е сите христијани да се причестат со раснатиот, со воскреснатиот Христос, со светата причест. Така, да. Зошто е важна последната седмица која всушност ја живееме пред Великден? Може ли да ни објасните? Седмицата која што претходи на празникот Великден се нарекува страдална седмица, бидејќи во тие денови ние ги доживуваме автентично сите настани кои што претходат на Воскресението. Почнувајќи од денес, од Велики четврток, кога е востановена светата тајна Евхаристија, или причест, како што е позната помеѓу народот, и празнуваме миењето на нозете на светите апостоли од страна на нашиот Спасител Исус Христос, поуката што ја дава на тајната вечера кон апостолите, за заедницата со Бога Отецот, за љубовта, за спасението, за Царството Божјо, потоа молитвата во Гециманската градина, тажното предавство од страна на Јуда, пофаќањето од страна на стражарите, ноќното судење, нели, во Синедрионот, па потоа кај Пилат, и потоа следува Великиот петок, каде што ги имаме оној тажен настан на распетието Христово на крстот. Да. Значи сите овие денови се денови кои што претходат на страдањето, но и на воскресението Христово. Да. Може ли уште збор два околу Велики петок, кој има огромно значење во пресред пак на прославата на самиот Великден? Точно така. Велики петок за нас христијаните е најтажниот ден во годината, бидејќи на тој ден нашиот Спасител Господ Исус Христос е неправедно осуден и пресудата гласи да биде распнат со тогаш најстрашната и најсуровата казна, раснување на крст. Но таа казна нашиот Спасител ја прима доброволно. Доброволно оди на крстот да се расне заради искупување наше од гревот, од смртта и за наше спасение. Велики петок е познат кај верниците како Црн петок, бидејќи од моментот кога Господ Исус Христос е раснат, па се до смртта на крстот, се помрачуваат небесата,
значи имаме брак, запишано ни е тоа во Новиот тестамент. И од друга страна се држи пост каде што целосно се воздржуваме од храна и од пиење. И се разбира, неработен ден не работиме ништо, бидејќи тагуваме за смртта на нашиот Спасител, но не е една тага која што не затвора во црнило. Таа тага содржи и радост. Една таговна радост, бидејќи знаеме дека по смртта на Спасителот следува воскресението, кое што со нетрпение го очекуваме. Така е, да. Сега што следува во сабота, тоа е денот кој што го очекуваме. Великата сабота исто така празничен ден од Страсната седмица. Во Великата сабота го празнуваме и слегувањето на нашиот Спасител Исус Христос со душата како Бог во адот, каде што и таму го проповеда Светото Евангелие и ги извлекува праведниците на Стариот Завет кои што го очекувале Спасителот, лично се уверуваат во тоа дека дошло времето и тој доаѓа и нив им проповеда. И почнувајќи од Адам, па сите праведници ги извлекува од адот и ги населува во Царството Божјо. Великата сабота е карактеристична со тоа што во тој ден почнува и победата, буквално победата на смртта. Ако Христос како самиот живот и дарител на животот слегува во адот, смртта веќе не може да го задржи, бидејќи тој е самиот Бог и живот. И затоа има моќта да воскресне. Воскресението е само кронисување или доказ за победата на смртта што ја добива Христос. Исто така во Ерусалим на Велика сабота по 12:30 часот се во храмот на Светиот гроб се служи Великата вечерна, каде што се случува слегувањето на Божествената светлина секоја година на Велика сабота. Така е. А што се случува кај нас? Веројатно сте присуствувале. Сега ние имаме можност да речеме во соборниот храм, нели години наназад сме ја гледале и на телевизија сета таа нели литургија која што се случува, луѓето се надвор, нели, па потоа по 12:30 нели со последните кругови кои што се вртат околу црква, нели се означува всушност и воскреснувањето. Што се случува таму? Дали можете да ни кажете колку луѓе, колку свештеници учествуваат во сета таа литургија тој ден? Значи нема одреден број на епископи или свештеници кои што можат да учествуваат. Например, во руралните средини, во селските храмови е само еден свештеник. Така, да. Но може да бидат и 100 свештеници, 1000 свештеници. Да. Значи нема одреден број. Нема одредена бројка која што треба да биде. Пред да се прогласи воскресението, службата е слична на што е во Ерусалим. Олтарот во храмовите го означува Христовиот гроб, бидејќи таму се внесува плаштеницата на која што е изобразено погребението Христово. И од олтарот, нели, епископот или свештеникот излегува со запалени факли или свети, ги повикува верниците, дојдете и земете светлина. И потоа се излегува надвор. Значи сите излегуваат надвор, храмот се затвора и се гаснат сите светла во храмот. Храмот во тој момент е символот на Христовиот гроб. Значи се е темно. Темно е во самата црква. Да, во самата црква, освен кандилото што свети на Светиот престол во олтарот. Црквата се заобиколува 3 пати и се доаѓа до влезот на храмот, каде што почнува да се пее воскресниот тропар, Христос воскресна од мртвите, смртта со смртта е победина, тие во гробовите живот им дарува. Значи со тоа се објавува Христовото воскресение и потоа, откако ќе се направи ектение, ќе се прочита воскресното Евангелие, значи читаме настанот. Така, што е Христовото воскресение, се отвора храмот, се палат сите светилки и веќе е свеченоста на воскресението Христово на прославувањето на Великден. Така. Со означувањето всушност на Христовото воскресение значено се кажа дека оние кои што постеле треба да се причестат. Што значи всушност тоа? Има еден период од 40 дена пост за духовна и телесна подготовка, за достоен дочек на Христовото воскресение. Постот е една подготовка со која што душевно, преку воздржување од грешни помисли, грешни дела,
и телесно очистување преку постот се подготвуваме за достојното дочекување на Великден и за лична средба со воскреснатиот Христос преку причестувањето на светата литургија. Така е. Се разбира, за достојно да се причестиме, треба најпрво и да ги исповедаме нашите гревови, да бидеме чисти и душевни и телесно. Кога тоа треба да го направиме? Тоа веројатно некој ден пред да се случи самиот настан, ноќта? Тоа се препорачува обично тие што имаат духовници, се исповедат редовно во текот на постот. Може и во овие денови, но препорачливо е пред Велики четврток. Бидејќи почнувајќи од Велики четврток, веќе наутро и навечер имаме богослужби, специјални богослужби за овој период. И тоа значи дека свештениците се доста зафатени и можеби ќе најдат многу малку време да им посветат на верниците за исповед. Така е. Не треба да се причестат сите оние кои што не пустеле. Така е, нели? Да. Тоа би било грев, веројатно, така ли е? Или? За тоа може да одлучи само духовникот. Тие што ги имаат духовникот треба да се советуваат со него. Да, дури оние што се исповедаат, ако духовникот им даде благослов, ќе се причестат. Но би било лошо да не се причестат за Великден, за најголемиот христијански празник. Така е. Најголем е Великден, поголем од Божик? Секогаш е тоа, нели? Новинарите секогаш употребуваат таа девиза еден од најголемите. Кој е поголем? Има поголем во тие два најважни дена? Ако гледаме историски, Великден би бил првиот христијански празник и најголемиот. Бидејќи воскресението Христово е основата на нашата вера. Значи, како што спомнав претходно, ако Христос не воскреснеше, се е залудно за нас. И подоцна во историјата, христијаните веќе почнуваат да го празнуваат и Божик, и крштенијето Господово. И неговото раѓање. Да, и неговото воведување во храмот и се натаму. Но не би требало да направиме една таква споредба кој е најголем. Сите празници се големи. Без разлика дали е Великден или Божик, нашата цел како христијани е, кога ги празнуваме овие празници, секогаш да бидеме во заедница со нашиот Христос. А тоа е присутни на света литургија и да се причестиме со Христос лично. Кога ве слушам вака, ми доаѓа да прашам дали можеби почесто треба да побараме духовник, можеби, свој некој отец кој што ќе ни помогне, заради тоа што овој стрес и она се што ни се случува секојдневно, никако не меле и создава неубави вибрации, веројатно, во нас самите. Социјалните медиуми се башка тука на тоа, нели, дополнување, но и медиумите, мора да признаеме, сите оние вести, никако да излезе нешто убаво од сето тоа. Така е, зборуваме за војни, поплави и што уште не, па и кај нас зборуваме за убиства на дете од куче и така натаму, и болници и се. Муабетот ми е дали вербата е некоја која што може да победи се она што може да ни се случува секојдневно, зборувам, доколку ако вистински веруваме дека може да си помогнеме, нели, како вчера искористив, не вчера во некоја друга пригода, дека нели Толстој рекол, сите сакаме да го промениме светот, ама веројатно треба секогаш да тргнеме прво од менување на себе си. Во таа насока, кога вие видовте дека можеби црквата и сето она што значи христијанство е нешто што ќе ви донесе, како да кажам, поубав живот? Во однос на духовникот, треба да напоменеме дека духовникот е нашиот помошник, нашиот водач во духовниот живот, кој што ни помага да го добиеме спасението. Самите себе си не можеме да си налагаме подвизи, разрешување од гревови, пост или други благослови без духовно водство на еден духовник. Значи не можеме сами себе си да се снајдеме без искусен духовник кој што ќе не води низ духовниот живот, кој што знае да ни препорача духовни поуки, како да постапуваме во животот, со нашиот христијански живот, како да се бориме против искушенијата, против како да ги прифатиме искушенијата и проблемите што ни доаѓаат во животот. Значи духовникот има многу важна улога во животот на христијаните. Сигурно што го спомнавте, наистина живееме времења каде што слушаме и има гласови за војни, на други места има се уште глад.
за жал, сиромаштија. Луѓето вода немаат. Да, одредени недостаток од делови. вода, од храна, климатски непогоди, несреќни случаи насекаде. Сите овие работи се случувале и ќе се случуваат во светот. Не треба да не афектира сите овие работи. Бидејќи Христос вели, бидете храбри, јас го победив светот. Во се што се случува, Христос е со нас. Тој им го вели на апостолите пред самото вознесение, јас сум со вас се до крајот на светот. И сега ние никогаш не можеме да дознаеме длабочината на Божјата промисла за сите овие настани. Зошто? Зошто? Значи можеме 1000 или милион пати да си го поставиме ово прашање зошто. Така е. Но Бог е единствениот кој што во неговата Божја промисла знае зошто допушта да се случат сите овие настани или несреќи. Така е. Како беше вашиот пат во однос на да речеме влюбувањето во црквата, ајде така да го наречам, или во христијанството? Па пред да го завршам основното образование, изразив желба да запишам во Средното богословско училиште. Да, и ете Бог ми помогна успешно да се запишам. Откако го завршив Средното училиште, ги продолжив моите студии на факултет и ти ги продолжив надвор од нашата држава. И со Божја волја пристигнав во Романија, во Букурешт. И ете, таму останав скоро 15 години и ги завршив сите 3 циклуси на високо образование. И како беше да се биде 15 години во Букурешт и да се... Беше доста убаво. Убаво? Беше прекрасно, да. Се разбира со цел оној напор кој што доаѓа низ студиите, со колегите, со пријателите, откривање на нови места во Романија. Да. Сакам уште нешто да ве прашам тука да искористим и оваа прилика да ни објасните зошто се менува датумот на празнување на Великден. Има ли никаква врска со рамноденица, она што значи доаѓање на пролета и така натаму? Во првите 3 векови Великден или Воскресението Христово се празнувало на различни датуми. Евреите кои што се преобратиле во христијанство строго држале Христовото Воскресение да се празнува и да биде поврзано со јудејската Пасха. Додека пак западните христијани биле внимателни Христовото Воскресение да го празнуваат по пролетната рамнодневница и првата недела после полна месечина. Тоа е решено на првиот Вселенски собор во 325 година во Никеја. Значи од 325 година е ова празнување. Да, и донесен е канон кој што ги набројува условите кои што треба да се исполнат за празнување на христијанската Пасха или за Христовото Воскресение. Тоа е дека се празнува секогаш во првата недела, полна месечина, по пролетната рамнодневница. И сега бидејќи секоја година полна месечина не доаѓа точно баш во истиот ден, затоа имаме ова разлика од еден месец кога датумот на празнувањето на Христовото Воскресение се менува. Најрано може да биде во април, како што е сега, па дори порано, и најдосна до 5 мај, ако не грешам. Така е, некаде околу 5 мај е најдоцна. Она што е символ некако на секој дом е црвеното јајце, како символ на празнувањето на Великден. Дали тоа значи дека не треба да вапцуваме, да бојадисуваме јајца во друга боја, или е тоа веќе, како да речеме, во модерно време, па сеќе ни се прости? Традиционалното бојадисување на јајцата е со црвена боја. Така е. Но Тоа претпоставам ја означува крвта Исусова, или? Да. Во последните децении имаме така по-модерно бојадисување на јајцата и во други бои. Да. Сега зошто ги бојадисуваме во црвена боја? Црвената боја символизира крвта на нашиот Спасител, пролеана на крстот за нашето спасение. А самото јајце го символизира гробот Христов. Затоа кога го имаме на чукање на јајцата, оној што удира вели Христос воскресе, а тој што е со јајцето од долу,
распели на вистина воскресе. И кршењето на яйцата е буквално кршење на печатите од камено што стојат на гробот и отворање на гробот кој што ни сведочи за Христовото воскресение. Сега другите бои кои што се користат при бојадесувањето на яйцата обично се сината, зелената и жолтата. Тоа се обично пролетните бои. Така. Че означуваме радоста на пролета, во која што празникот на Христовото воскресение ни доаѓа. И се разбира, можеме да им дадеме и нив символика. Сината боја е символ на небесното синуло, кое што символизира чистотата која што треба да имаме за дочек на Христовото воскресение. Зелената боја обично е символ на животот, нели се раззеленува и се враќа во живот. А жолтата боја символизира сончевата светлина, плодовите, плодноста Се. и така натаму. Да. Значи нема да ќе ни се прости ако и во други бои правиме бојадесуваме јајца? Јас мислам дека да. Да, така, нели? Да. Затоа што се на додека трапезата, така. се додека велиме Христос воскресна, навистина воскресна. Така е, да, Некој проблем. да. Пред крај уште некоја минутка, уште едно прашање кое што е исто така важно и кое што не го одговоривме, нели? На Великден веќе споменавме, се поздравуваме со поздравот Христос воскреса, нели? А возвраќаме со поздравот на вистина воскреса. И така е се до Спасовден. Зошто треба тоа пак да се почитува? Што вели верата? Во Новиот Завет имаме запис дека од денот на воскресението, па се до вознесението, воскреснатиот Христос бил со апостолите. Че во текот на тие 40 дена им се јавувал и се разбира им давал поуки за Царството Божие и спасението на луѓето. Значи Христос е присутен со апостолите и бидејќи ние реално ги доживуваме тие настани, воскреснатиот Христос е присутен и со нас се до вознесението. И затоа од Великден до вознесението се поздравуваме со христијанскиот поздрав Христос воскресна, навистина воскресна, и кога ќе дојде денот на вознесението, Христос се вознесува на небесата, седнува од десно на Отецот и веќе престануваме да го користиме тој поздрав. Тој поздрав, така е, да. Многу нешта јадети се користат во христијанство, кај нас, да речеме. Нели, се сеќаваме сите, веројатно и вам ви се случувало црвеното јајце кое што е прво нели бојадисано во домот, да треба да се каже, нели, црвено-бело баш како него. Па не знам, баба ми во на време во селските средини кога има град, се чува великденското јајце, па тоа се става некаде во дворот за да престана. Такви некакви адети сум слушнала. Тие адети веројатно самите луѓе ги создавале како нели низ животот за да си помогнат некако со помош на сето она што значи, да речеме, како нели како нешто што е волшебно или има волшебна моќ. Да. Да, тие се обичаи создадени од народот, значи кој што додава одредени верувања. Да. Обично едно црвено јајце се става во домот. Да. Или на стрејата, че за домот. Друго црвено јајце се закопува во нива, за нивата да даде богат род и да биде благословена. Потоа се носат црвени јајци, се состават на гробовите на нашите починати блиски. Постои оној обичај утрото да се измиеш со вода во која што е ставено црвено јајце и паре сепак за да го значи за да бидеме здрави и витки и тоа здравје да не следи во целата година и ако има паре да бидеме богати. Значи тоа се народни верувања кои што се разбира не се строго поврзани со воскресението Христово, ама ете народот секогаш си наоѓа некои да речем додатоци кои што смета дека ќе му го исполнат духовниот живот. Така. Ви благодарам за ова гостување. Можеме да кажеме само да ни се среќни празниците кои што следуваат. Тоа нема. Тоа можеме да го кажеме, така некако. Среќни, весели и радосни. Ете така. Ви благодарам. Благодарам и. Да, ви благодарам и вам, почитувани, што сте и натаму заедно со утринската на Телма. Еве, одговоривме на некои можеби прашања кои што ги имавте. Да се подсетиме на некои нешта кои што се важни за овој најважен можеби ден во христијанството.